mikrofon i pojačaj ton, ne me zjapaj ko moron. Ko teroristu avion, ke ti dada miren son, na južen krak od Pentagon. Vudu, čvari i kočo, tako naročen fundu zajedno so princ, kralj na kapritske. Napravo da se zavisni od hip-hop, R&B, mrcen vici, visok špric, na me stoč špric. Hu, baba, hu, pazi se od budu. Hu, baba, hu, maskirani u fugu. Nema, ne sakam, nema, ni ne možam. Nema kaj nas ima, nema ako je sa nas, aj da go čujem. Aj dobro, budu keve zapali napoli, keve возбуди, помучим какички да ви намокри, наместо некој врз тебе да ринта. Щом ке пуштиш воду, пази финта. На звучник дор седиш, цела ке трепериш за минута, уле ке смениш, па на репит ке ставиш сите жени тука да ги чујам, нека вриснат, нека писнат. И шо? I nišo, ogleo, ogleo, ogleo. Kaži ko je najblesov na svetot. Ti si fundu. Po hvala Bogu. Aj сега пак абракадабра, чили го хокус покус препаранцу, щом не чуеш. Ти си кошлогиран кактус. Ху, баба, ху, пази се от буду. Ху, баба, ху, маскирани у фугу. Накажи се, ела приближи се. Тогаш клек ми поздрави се културно, каже мило ти е што го гледаш и да знаеш Бога ми и него му е мило, па у него има кръв цело кило, щом да видам тебе злато от сърцом крашило. Ху, баба, ху, пази се от буду. Ху, баба, ху, маскирани у фугу. Ху, баба, ху, пази се от буду. Ху, баба, ху, маскирани у фугу. Мите, добре дојде. Добре те најдов, пријател. Мите во понатамошниот текст како Диме. За оние што грешат. Мите За Димовски. тие што... Јас сум во оригинал Димитар Димовски, но од самото Па што се буниш тоа? не се бунам, јас само приговарам. Сега да те прашам една работа. Повели. После толку жртви, крв, проплакување и така натаму. Неспани ноќи и така натаму. Дали ти се откина нешто од душата кога излезе од Архангел или осети некој олакшање? Видиш, никој не ме прашал тоа. Таа приказна траеше повеќе од 15 на години. Повеќе од 15 на години. Од првиот албум до последниот албум до 2005-та. Денеска сме 25-та, значи тоа е една дистанца од кога излего од бендот, кога заврши таа приказна, 20 години. Искрено, мислам дека од оваа дистанца кога гледам големо олеснување. Кога заврши една приказна, Зашто те прашувам олеснување, зашто ви? олеснување баш Затоа што следното што следеше беше нешто толку различно, толку разиграно, свежо, а истите членови. Да. Да. Значи истите членови Истите. само Да. прават една трансформација своја, едно отварање, не знам како да го наречам, или кој беше ензимот, а може би знаеме кој беше ензимот, во тој нов состав што, ете така, се случи еден проект Темпера, кој што трае се уште и тоа што Темпера го направи, стварно е трајни вредности. И нешто, една Фала ти свежина на која што... дефиницијата, да. Види, јас сум човек кој сака да биде... Затоа викам олакшање. Да, јас сум човек кој сака да биде продуктивен. Вркохолик сум, посветен на работата, тоест на љубовта на музиката, 24/7, како водилја ни живот. Многу сум долго во музиката, изузетно. Од најрано детство. Кај колку има се? 24? Сега имам па негде 40 од кога се вратив од војска.
Отколку како и да е. Најголемиот проблем за она што ми беше олеснување беше дека не бевме продуктивни со Архангел, ако зборим. Кога се оттргнавме од бремето, јас тргнав сам по себе, па после и Гино, па и Джоле, така натаму и со Тања направивме нешто што немаше никакви рамки, граници, беше единствено pure love for music. И што на ум, то на друм, затоа и бевме и продуктивни. Затоа изработивме тоа Ти си што го бил изработивме. милиарда проекти, милиарда бендови, Да. меѓутоа најлегендарен сепак нема да го да го подцениме. Архангел, Таман нај работа. да кажам гломазен според мене е Митан, Така. но нај интересен и инспиративен Темпера, Така. а си бил во милиарда бендови. Што е интересното за Мите Димовски? Интересното е што Мите Димовски е бубњар, а е автор на многу ствари. Мене тоа ме интересира и не ме интересира, туку сите нас гитаристи ме интересира како е могуќе Гуче, еден гуче. тапанар Така. да биде композитор. Затоа Еве што го, во историјата на музиката има повеќе тапанари, бубњари, барабанари кои што се феноменални автори, оставиле големи дела за себе. Ме интересира кој е процесот, како еден бубњар размислува и како ја прави песната. Песната е став како ти си автор, јасно ти е тоа, да не објаснеме на луѓето, тоа е вијуга во интелектуалната сфера наша. Тема низ главата. Ја паралелно на мојот инструмент како основен, тапаните, од кој почнав, веќе 35 години се бавам со продукција, работам како продуцент, аранжер, во последните години покасно и како композитор. Продукцијата е она што ја создава нели финалната слика во една песна. Како продуцент имам работено на Не бе, да ја На- кажи на полесно за кој 500. не си работел. нема, не се сеќа, не знам. Е па добро, Не, значи значи, тере дале. Значи, бавејќи се од сите жанрови продуцент. И тоа ми е инспиративно, не сум врзан како автор, продуцент на еден стил на музика. Видете, ја од Архангел отидов прво во направив Митан. Сосем нешто Везене. везе нема едно со друго. Има везе со музика, нели? Изусетно успешен проект, комерцијален, еве има 16 на години од кога го А како ја работиш песната? Работка со заеднички со бенд одреден, со заеднички Не, мора да ја со поставам темата во артистот. умот, да. М. Види, Так. јас се бавам со музика 45 години. Еден ден музичко школа немам. Но тоа е апсолутно Еден небитно. ден воопшто нит сум музички образован, нит познавам некоја длабока хармонија, нит како да работите, нит знам да свирам Затоа 500 што инструмента, но си ја пратам мислата музичка што ми затоа звучи што во глава. аранжманите кои ги слушам твој, значи апсолутно може некој да каже ова Емин Џијан го аранжирал. Джики е наше дете. Джики наш. Се Е, држиме од деца, да. што ми е прашањето? Како можеме преку твојов пример сакам да им доближам на младиве битмейкери кои што се врзани само за битмейкинг и користење на одредени семплови, како да се осмелат и да се видат себе си и како да отворат и како композитори. Значи, Нема да страв, почнат нема на- граници. Така, ето Нема тоа. страв, нема граници, може да ќе Со сгрешиш. работка, менење Види, идеи, секогаш, разменување идеи. секогаш, за се што сум работел, дали Темпера, Митан, филмска музика, музика за ТВ, продукција на бендови, и од искуството никогаш успехот не може да го вржи за еден човек. Секогаш е тимска работа, секогаш е као продуцент многу важно да ги препознаеш добрите идеи на своите соработници, да ја извлечеш есенцијата и да Продуцентското у тебе. да, да ја извлечеш есенцијата, слушаш и според својата естетика,
што ја носиш као човек и култура, во создавањето на делото го бираш она што тебе ти прави возбуда во песна. Јас никогаш не работам песна за публика. Јас работам исклучиво песна или продукција или аранжман за себе. Мене која ќе ме возбуди, Ти си првата публика. мене која ќе ме возбуди, јас сум среќен и онда според долгогодишното искуство претпоставувам дека ќе има импакт кај другите луѓе, но мислам дека најлошите и работи, продукции и композиции се праени кога артисти, уметници не се слушаат себе си, него одат по некои уптабани патеки како се мисли дека ќе успее нешто и тога се прави најголемите Губат кикс. лото под нозе. Да. Тога се прави кикс. Тоа бркајќи ја комерцијалата. А комерцијалата се постигнува комерцијално што е? Комуникација со публиката. Што поголема, тоа е по-комерцијално. Значи не е комерцијална музика, поп музика. Ако еве во минатите години Нирвана или Металика продадоа на 2-30 милиона копии од своите албуми, а тоа е комерцијално. Тоа е 30 милиона луѓе земале од нив албум. Ама тоа е heavy metal, тоа е underground. Тоа не е комерцијална музика под водниците што е комерцијална поп или нешто. Значи, контакт со публиката. Мене кој ќе ме направи, тоа е единствената возбуда. Јас знам песна која ќе ја работам, а по 1000 пати да ја чујам. И дури живам во нејзе, дури ме возбудува дури ја работам, па ставам дело и со таква, па ќе ја преспијам, па ќе оставам да такво, па ако ме возбуди пак после известно време, значи дека е тоа. И не се плашам да ја пуштам. На луѓе што покушаваат да се бават со продукција, со снимање, со едно друго, и ме прашуваат стално технички прашања за кои ја стварно врска немам, и секогаш мојот совет е: слушај. Слушај и според твојата естетика направи ги работите. Јас првите години, кога почнав да се бавам со продукција и со миксање, рецимо, еве како пример многу смешно, по правило како се микса бас бубањ на тапаните, јас тоа го правев не знаејќи, сосем спротивно. И звучеше тоа. И од после, тогаш немаше ни интернет, немаше некој да прашаш едно друго. Ако пример се многу просто се режи на 400 Hz бас бубања, јас 400 Hz додав. Но ете уште од тогаш е мојот прв аранжман на Макфест, моја гитара со Банкрот Blues Band, која ден денес е Evergreen, се врти по радија за тантиеми. Значи да си знам, добро, 400 Hz да бас. Значи, Фала. добро. Мислам Ја прост додава. пример, значи нема страф, само пратете си ја мислата. Не овака, абе види така, на една ствар од темпера не е ни важно. Вика, после тој акорд, не може овој акорд, не. Како мислите не може? Зашто не може? Епа така, можда на академија во класична музика, но кај мене во глава е можда другачи. Епа музика, секоја грешка направа 3 пати не е грешка. Така, дури и Значи, 2 пати ако ја повториш најдобро Вика вика. е смислено. Така е, да. И уото се навикнува За и мене фалш наоѓаш функција на тоа. за мене фалш е за мене. Као продуцент и као музичар е фалш ако почне да не ми звучи. Ако не ми звучи може да е интонативно, перфектно, но ако не ми звучи викам ова не е добро, ова е фалш. А тон кој не е во скала и така. Но ако има своја приказна, има своја поента, Така. ако го слушаме Нема ни грешен кеф, тон. са нема го бараме ние, леле види, фалш пее тој, добро, фала, извини. Ето така, кратки течај о продукција. Мите, фала ти многу Фала што ти и дојде. тебе на поканата, супер се чувствувам. Па Работам, само за интервју човек може да те натера да доеш на кафе. Иначе, види, колку пати се договара? 100 пати се договараме, должен сум и да те носам еден ручек. Договаравме од предходно. Последна Јас сум работа убава појавен работевме многу. заедно и само да кажам дека имам огромна желба и енергија да наставам со ова што го работам, исклучиво пратејќи си ја својата музичка Ја мисла. ти кажам, фалаш, имаш огромна енергија да наставиш со Идемо тоа што да. работиш. Фала од сите Поздрав до и сите, да се видиме па. обавезно. Голем поздрав. Чао. Пред цели 28 години Маја Панчева ја испеа песната Сакај ме ти. А овој пат добива една нова свежина и нова боја и глас. Тоа е Еми. Уживајте!
Сакај ме ти, ке горат облаци. Љуби ме ти, ке зборат весени постели. Чувај ме ти, ко море бисери. Сакај ме ти, ке танцуваме на дождови. Define love. Сакај ме ти, ке горат облаци. Љуби ме ти, ке зборат весени постели. Чувај ме ти, ко море бисери. Сакај ме ти, ке танцуваме на дождови. После 25 години Фројд е повторно жив во изведба на Кали. Кој си ти? Откаде ли се појави? Ко гром од ведро небо да ме погоди. Поглед од тебе не можам да тргнам. Љубов на прв поглед сега верувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Висок скотен предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам. Темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлива. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Фројд е жив. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Non-stop стрес. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е. Накривих капа и впушти се. Non-stop стрес, дали ќе понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ќе понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Дали ќе понесе наспроти полуден свет. Non-stop стрес, наспроти полуден свет. Ново име со кадифен глас. Дарко Андоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш. Повели. Не можам, да не помислам на тебе. Овој кревет
излезем без тебе, те мола мила, врати се. Не можам јас да заборавам на тебе, и ноќи не спијам без тебе, те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас, ти да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас, ти да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. Fiction, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си распира на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп нумера, Лавиринт. Запомнете ги светлата дома и уживајте. Стемни ме, погледни ме, очите на здравото станав. Смени ме, промени ме, и пак е врти свет околу нас. Градот се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градот се буди, немирни бури, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Стемни ме, погледни ме, по кафезот на залезот на сонцето сум сам, а утро ке се роди, само гледај како оди, оди разум против страст, разум против страст. Градот се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градот се буди, невинни бури, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Околу нас, врти околу нас, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Околу нас, врти околу нас, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Како ги правите песните? Песна настанува така, доат близнаците со пеање, така ли, почнат да си пеат. И Ацо мора да слушне што пеат, ствари. За да фати, И да најде, дека се това пее, од кога дознае дека се пее, тука сам ја да става малку реги у него. Андре влезе малку бас. Колку лесно звучи! Имаме еве оваа што ќе слушнат гледачите на Хитмейкер, ние поодамна средена снимане кај Ивица Анкуловски Штраф, поздрав за него. 21 век, деме хомо сапиенс, поише ми личи на еректус, на пупе, иако веќе ме правите мајмун, сакам и ја на рехабилитација у Амстердам, сакам како
Фала ти многу. И успеваш во тоа многу добро, да го избалансираш. Сега ќе ја слушниме Елф со песната Од дно до врв. Безпрекорни господа, кои од калта пијат вода за гнила слобода. Очи гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Очи гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Денес со нас во хитмейкер е Александра или Алекс. Кој беше процесот на креирање на песната? Па тоа треба Пајача си го прашате. Пајача само одлучи дека јас најдобро би му ја прикажала неговата визија. Да. И успеа во тоа. Ете, ја слушаме Те чекам од Алекс. Те чекам ноќта, сака да јадеме пица. Шепотам за тебе нешто, гитара свири тивко. Ти си моја тајна, во срце оган гори, гледам во синото небо. Те чекам да се вратиш, те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја збора. Сенките играчах, твојата облека ја гледам во секој празен ќош. Ти си пиеш пиво, не мислиш на нас. Во секој останci те чекам, го сонувам твојот глас. Дај ми знак кај да те најдам. Во секој издив на чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја збора. Градот спие мирно, сенките играчах, твојата облека ја гледам во секој празен ќош. Спие тивко е, празно е без нас. Во секој останац ти те чекам, пак да те видам. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам.
Секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти е зборам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти е зборам. Те чекам. Познайниці, соколче землю дресма. Крутка душа, но став на крала. Човек, што простувал пред мене. Насмевки и поздрави за мене. Матни погледи и шепоти. Прва од крај, последна од старт на милосрден град. Прва од крај, последна од старт, ако немам свој гад. Немоќна сум да премолчувам кога сведочам неправда. Клинч со себе, ако попуштам секој ден похрабра. Пред мене насмевки и поздрави за мене. Матни погледи и шепоти. Прва од краја, последна од старт, немилосрден град. Прва од краја, последна од старт, ако немам свој гард. Прездрав, но без разум, реалноста тежи, не споделя социјални мрежи. Макс, добре дојде во Хитмејкер. Многу ми е драго што денес ќе се дружиме заедно и ќе слушнеме твојата песна блиско до тебе. Блиско до тебе. Но пред да ја чуеме, сакам да слушнам твое мислење конкретно за публиката во Македонија за рок сцената. Што мислиш? Дали ги има во доволен број? Па мислам дека ги нема во доволен број. Апсолутно дека ги. И ние идеме по некој тренд, не знам, балкански тренд, кон некоја си музика, што лично јас не ја разбирам и не кореспондирам со нејзе, така да мислам дека нема доволно публика за рок н рол музиката во Македонија. А, пример, каква е атмосферата на свирките? Ве често правите свирки, така? Па да. Ти таа иста клиентела што доаѓа или има разноврсни? Па углавном се тие едни исти ликови, искрено. Да. И некој ако залута случајно. Да. И сега најбитното прашање следува. Дали е вистина дека рокерите се со најдобро срце и пишуваат најдобри балади? Јас мислам искрено дека рокерите се посебна врста на луѓе. Луѓе што размислуваат и го гледаат светот малце на поинаков начин од другите. Имаат голема емпатија и поради тоа ги чувствуваат работите многу подлабоко и интензивно. Цел спектар на емоции. Така да ја мислам ако повредиш рокер, тој таа болка, од таа болка ќе добие инспирација
и ќе направи најдобра балада. Сите хитови се така Апсолутно, направени, ми се апсолутно. чини. Па ајде да слушнеме уште еден хит. Блиско до тебе. Патувам сам по овие празни тажни улици и се уште не знам зошто на крај ти ме остави. Време минува, но ја стојам таму кај што ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. И колку далеку да си, јас те чувствувам со секој мој стив. Јас те вдишувам и се надевам дека може бити еден ден ќе дојдеш пак. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти.
Легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со Љубовен рулет. Si sama Frlaš senka na sve što stoji pred tebe Zaborav ostavi sve što bilo odavna Igram, duri so vreme to Da dohja se ova igra počne toku sega Kocka daje veke dolu furlena Ljuboven rulet Ili gubiš ili dobivaš Da dok ja se nema nazad vodi me Kockam sam se i sekovo Jedna karta ili ništa ili se O zaborav ostavi sve što bilo odavna Igram, duri i son Vreme to Da dok ja se ova igra počne toku sega Kocka daje veke dolu furlena Ljuboven rulet Ili gubiš ili dobivaš Da dok ja se nema nazad vodi me Počne toku sega Kocka daje veke dolu furlena Ljuboven rulet Ili gubiš ili dobivaš Da dok ja se nema nazad vodi me Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!